Здраво на сите и добра дојдовте. Денес ке се нурнеме во нешто што на многу им звучи комплицирано, ама ветувам всушност е сосема логично. Зборуваме за изговорот на францускиот јазик. Подгответе се, затоа што ќе откриеме неколку едноставни правила што ќе го направат читањето многу полесно. Добро, ајде да почнеме од почеток. Каде лежи главниот предизвик со францускиот јазик? Па едноставно е. Она што го гледаме напишано, често пати не се совпаѓа со она што го слушаме. Изгледа како буквите и звуците да се играат по своји правила. Но добрата вест е што тие правила постојат. Ајде веднаш да скокнеме со еден пример. Погледнете го зборот чоколет. Сите го знаеме, нели? Ама дали сме сигурни како точно се изговара секоја буква? Ова е совршен пример за малата загадка што ќе ја решиме денес заедно. И тука всушност доаѓаме до првата голема тајна. Ова е клучот што отклучува голем дел од францускиот изговор. Штом го совладаме ова, верувајте, се друго станува многу полесно. Значи, еве го првиот и можеби најважниот клуч. Огромен број согласки на крајот од зборот едноставно не се читаат. Тивки се. Самото ова правило веднаш поедноставува илјадници зборови и го прави читањето многу попредвидливо. Па, кои се тие букви? Внимавајте, ова се најчестите. С, Т, Д, З, X и Р. Кога ќе видите збор што завршува на некоја од овие согласки, голема е шансата таа воопшто да не се изговори. Да видиме како тоа изгледа во пракса. Го имаме зборот етюдиан. Напишан е со Т на крајот. Но кога го изговараме, тоа Т како да исчезнува. Не постои. Слушаме само етюдиан. Ете толку едноставно. Но чекајте, не е само до согласките. Истото важно правило важи и за буквата Е, кога ќе ја најдеме на крајот од зборот, а над неа нема никаков акцент. И ова е нешто што се среќава постојано. Да го земеме зборот Франс. Сите го знаеме, нели? Па, токму тука го гледаме правилото на дело. Последното Е не го изговараме. Едноставно велиме Франс. Толку. Правилото го прави совршено јасно. Ама се разбира, секое правило има и свој исклучок, а овој е навистина важен. Што се случува кога буквата Е не е обична, туку има акцент над неа? Тогаш тоа менува се. Разликата е огромна. Погледнете. Во зборот Франс, како што видовме, последното е тивко. Но во зборот кафе, последното кој има акцент, секогаш, ама баш секогаш, се изговара јасно и гласно. Значи, правилото е кристално јасно и лесно за памтење. Буквата со остар акцент на крајот од зборот секогаш се изговара. Акцентот е како визуелен сигнал кој ни вели „Еј, изговориме!“ Добро, ги решивме типките букви. Спремни за следниот чекор. Сега ќе се фокусираме на нешто друго, на комбинации од букви кои заедно создаваат еден специфичен звук. Ова е како мал водич за декодирање. Ова се некои од најчести комбинации. А и секогаш се чита како нашето комбинациите ау и ео се читаат како о, ш е секогаш ш, а гњ ни го дава мекото њ. И секако, тука се и клучните назални звуци. Ан, ен и он се изговараат малку низ нос, како во зборовите маман или бон. Да продолжиме со уште неколку важни комбинации. Ој се чита како уа, например во зборот моа. О едноставно и секогаш се чита како нашето у, како во дуз. ПХ, исто како во многу други јазици, е ф, а ин е уште еден назален звук како во зборот вин. Супер! Сега кога ги имаме сите овие алатки во нашиот арсенал, што мислите? Време е да ги испробаме, нели? Ајде да го тестираме ова ново знаење со неколку конкретни зборови. Првиот збор на тестот е хопитол. Ајде, размислете за правилата што ги поминавме. Како би се прочитало ова? Ајде да го разглобиме заедно. Првото и основно правило за буквата Х на почетокот на зборот е дека таа секогаш нема. Не се чита. Затоа изговорот почнува директно со О. И така добиваме опитал. Одлично. Ајде да пробаме со уште еден. Следниот збор е табло. Како би се прочитало ова ако ги искористиме нашите нови правила за комбинации и тивки букви? Овде имаме дури две правила на дело. Прво, се сеќавате на комбинацијата еу, таа секогаш се чита како О.
И второ, последната буква X е на нашата листа на тивки согласки. Значи, што добиваме? Табло. И за крај, еден збор што сигурно на сите им е познат, еден од најпознатите француски поздрави. Бонжур. Да го анализираме и него. Прво, ја гледаме комбинацијата OU, за која научивме дека секогаш се чита како U. Сега, тука имаме нешто интересно. Се сеќавате на листата со тивки согласки. Таму беше и Р. Епа, бонжур е еден од оние важни исклучоци каде Р на крајот сепак се слуша. Затоа, резултатот е токму тоа што го знаеме. Бонжур. И што можеме да заклучиме од сето ова? Дека со само неколку основни правила, она што на почетокот изгледаше како хаос, всушност почнува да добива совршена смисла. Не е случајно, туку следи јасна логика. И со тоа полека завршуваме. Со овие нови алатки, прашањето повеќе не е дали може да се прочита францускиот, туку кој збор ќе биде првиот што ќе го прочитате.